Експертите за човечки ресурси треба сериозно да си ги преиспитаат собствените вештини за пронаоѓање таленти и откривање квалитетен кадар и да ги фрлат дебелите книги и тешко стекнатите дипломи штом во јавноста. Почнаа да се презентираат хедхантерските способности на лица, кои не правеле само трикови, туку биле и мајстори за регрутација и одредување на судбината. Јас сум откриен пред 6 години као мултиуметник од неголемиот маѓоничар Кристијан Меджик, оној што е 2 метра висок, веќе има повеќе христијани. Меѓу оние христијани кои горе-долу ги имаат тие физички предиспозиции и политичкиот христијан. Тој се уште се нема доискажано кога станува збор за умешноста на кадровирање, ама дефинитивно не може да се пофали со карактеристики кои ги красат магионичарите, бидејќи ним, речи се, никогаш не им се случува да прават неуспешни импровизации и да изведуваат трикови кои можат да им бидат откриени. Јас би сакал една таква изјава моја да цитирате, каде што сум рекол дека е Зоран Заев премиер, ние нема да добиеме датум за преговори. Такво нешто не постои. Не само во јуни, не па во јули. Нема никогаш да добиеме датум за преговори, ниту пак Македонија има евроатлантска иднина заедно со политичари како Зоран Заев. За разлика од превидот кој може да биде и ненамерен, јавниот дискурс во последно време го обременува чудесната способност за трошка публицитет, да се сервираат содржини кои не одговараат на вистината, или да се прават проекции за блиската иднина, кои ретко или никогаш не стануваат реални. Беше ставот на премиерот Заев кој што кажа дека според негови сознанија таквиот потек на Катица Јанева ќе овозможи за 10 дена наместо во затворски притвор да биде во куќен притвор. Демантите на сегашноста не може да ја покријат намерата бидејќи со незината доминација таа веќе го има узурпирано јавниот дискурс. Може би затоа е и добронамерна идејата за санкционирање, не само на криминалците и на корумпираните, туку и на сите оние кои што создавајќи привид ја злоупотребуваат вистината. Граѓаните ни се жедни да има одговорност. Сепак клучот за правдата не лежи во бравата на лажните вести, туку во системот кој не само декларативно, туку во целост ке се стави во функција на делотворна битка со бандитите кои со години се подсмеваат. Не на неговата несовршеност, туку на неговата неприменливост. На обвинет, на криминалец можам само затвор да му понудам, немам што да му понудам. И на крајот, кога веќе баш со тоа сме при крајот. За овој предмет, за сите, а посебно за овој, ќе треба да има трпење. Универзумот е бесконечен, а правдата, таа треба да е блиска и достижна. Долгото и широко тегнење на незината временска рамка, само со сигурност, ќе ја обесмисли.